Зачетоците на коморското организирање на територијата на Македонија датираат од 1922 година. И после 97 години, следејќи ги светските трендови и најсовремените меѓународни стандарди, Стопанската комора и во услови на плурализам во коморското организирање го задржа приматот комора лидер во организацијското застапување. Стопанската комора прерасна во ефикасен сервис за своите членки, изградена врз основните јасни и темелни постулати, како комора која што е самостојна, независна, неполитичка, непрофитна организација. Стопанската комора на Македонија од 1970 започна со доделување на Првомајската награда, која што 1994 година се преименува во награда на Стопанската комора на Македонија и секогаш се доделува на денешниот ден, денот на комората, 18 февруари. Така што и годинава традицијата на комората за представување и наградување на најуспешните компании и стопанственици продолжува. Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија донесе одлука за доделување награди и други признанија на Стопанската комора на Македонија за 2018 година. Во таа чест го поканувам претседателот на Стопанската комора, господинот Бранко Азески, да ги додели наградите. Првата награда која што ќе ја доделиме денеска е награда на Стопанската комора на Македонија за компанија за најголеми реализирани инвестиции во земјата. Оваа награда ја добива Алкалоид Ада Скопје. Секако континуираните позитивни деловни резултати, како и обезбедувањето на одржливиот развој на Алкалоид Ада Скопје, се главно резултат на квалитетот на производите, знаењето, вештините на вработените во компанијата. Брендот Алкалоид и поединечните брендови на компанијата, континуираното инвестирање во материјални и нематеријални средства, сето тоа градено со генерации низ годините. Денес Алкалоид Ада Скопје е 6-то рангирана компанија во фармацевската индустрија во регионот на Југоисточна Европа со 17 подружници и свен капацитет во странство, а производите на Алкалоид се присутни на преку 30 пазари во светот. Следејќи ги инвестицијските трендови, во 2018 година Алкалоид Ада Скопје инвестираше преку 17 милиони евра. Алкалоид Ада Скопје со задоволство гледа напред и е подготвен за идните предизвици. Господинот Живко Мукаетов ја прима наградата за најголеми реализирани инвестиции во земјата. Честитаме. Награда на Стопанската комора на Македонија за компанија најголем нето извозник. Оваа награда ја добива Джонсон Мети до Оел Скопје. Британската компанија Джонсон Мети е светски лидер во производство на катализатори за автомобилската индустрија и катализаторски системи за контрола на загадувањето. Джонсон Мети има операции во преку 30 земји во светот и вработува 12.000 луѓе. 1/3 од сите нови возила во светот имаат вградено катализатори од Джонсон Мети. Джонсон Мети ја отвори својата прва фабрика во зоната Скопје 1 Бунарчик во 2010 година и е најголемиот инвестицијски проект, а воедно и најсофистицираната и најнапредна фабрика на Джонсон Мети во светот и важи за најголем извозник од земјава. Првичната инвестиција изнесува 80 милиони евра, а иницијалниот број на вработувања беше на 350. Со проширувањето, вкупниот број на вработени на почетокот од 2018 изнесува 878 лица. Господинот Стеван Марич ќе прими оваа награда. Повелете. Следната награда е награда на Стопанската комора на Македонија за долгогодишна коморска активност. Оваа награда ја добива господин Хари Костов, главен извршен директор и претседател на управниот одбор на Комерцијална банка Ада Скопје. Господинот Хари Костов
главен извршен директор и председател на управниот одбор на Комерцијална банка АДА Скопје, е активен стопанственик и учесник во работата на органите, телата и облиците на организирање и работење на Стопанската комора на Македонија веќе 15 години. Бил председател на Сдруженијето на банкарството и осигурувањето во Стопанската комора на Македонија и член на управниот одбор на Сдруженијето на банкарството на Стопанската комора на Македонија и до денес е активно вклучен во облиците на организирање и работење на комората. Во периодот од 2002 до 2004 година беше и министер за внатрешни работи, подоцна станува и премиер на владата. Од 2004 продолжува да работи во Комерцијална банка АДА Скопје како прв генерален директор, каде од 2008 година извршува функцијата главен извршен директор и е председател на управниот одбор. Банката континуирано е добитник на домашни и меѓународни награди и признанија како потврда за рейтингот и реализираните активности. Господинот Хари Костов награда од Стопанската комора за долгогодишна коморска активност. Од имената му, следната награда, која што ја доделува Стопанската комора на Македонија по повод денот на комората, е награда за успешен стопанственик. Оваа награда ја добиваат Андреа Јосифовски, председател на управниот одбор на Макпетрол АДА Скопје. Господинот Јосифовски е активен стопанственик, истакнат доајен во енергетскиот сектор во земјава. Од 1978 тој станува дел од тимот на Макпетрол, а од јуни 1993 до април 1995 година заминува како представник на Макпетрол во Лондон, Англија, на позицијата директор на одделот за енергетика на компанијата Пемет ЛТД. Андреа Јосиповски од 4 април 1995 е назначен за председател на Макпетрол АДА Скопје, а паралелно со тоа учествува и во организацијата и раководењето на повеќе трговски друштва и осигурителни компании. Господинот Јосиповски, добитник на бројни престижни награди и признанија за неговите лични залагања и деловни достигнувања, како и награди наменети за заслугите и достигнувањата на Макпетрол АДА Скопје. Повелете и честитки. Се надевам дека ќе ве замолам за малку тишина. Не се слушаме, ве молам. Ако може малку внимание и тишина. Се извинувам. Сепак да дадеме чест на наградените и малку да се слушнеме. Ви благодарам. Оваа награда ја добива и господинот Мите Шапковски, основач и собственик на Металопромет ДООЛ Струмица. Награда за најдобар стопанственик, тука е неговата керка која што во негово име ќе ја прими наградата, а да кажеме и една кратка биографија за господинот Мите Шапковски, кој што е истакнат стопанственик во областа на металната индустрија и угостителството и туризмот. Со свој собствен бизнис започнува во металната индустрија, потоа Металопромет го проширува своето делување на пазарот на нафта и нафтени деривати, отворајќи ја првата приватна бензинска пумпа во Македонија за продажба на нафта и нафтени деривати. Во 1998 година го проширува своето работење и во областа на туризмот. Го отвора хотелот Сириус во Струмица. Хотел со заслужено реноме како во земјата, така и во регионот. Во 2003 година со инвестиции во проширување на производствените капацитети ја отвора фабриката за производство на цевки и профили на вкупна површина од 50.000 метри квадратни, од кои 20.000 метри квадратни се затворени и 30.000 метри квадратни отворен простор, чие производство 95% е наменето за извоз во Европа. Награда за најдобар стопанственик за господинот Мите Шапковски, повелете. Следната награда е награда на Стопанската комора на Македонија за успешна компанија. Оваа награда ја добива Сивус ДООЛ Скопје. Тоа е компанија за развој на софтвер и консалтинг услуги со докажано искуство во успешни бизнис софтверски решенија. Компанијата брои преку 900 IT специјалисти ширум светот и нуди широк спектар на софтверски производи, решенија и услуги, успешно покривајќи го европскиот и американскиот пазар,
преку неколку канцеларии и представништва во светот. Во портфолиото на Сивус се вбројуваат над 3500 клиенти, меѓу кои светски телеком оператори и производители на мобилни и електронски уреди, организации од банкарскиот и финансискиот сектор, технологија, образование, здравство и така натаму. Вложувањето во надградувањето на знаењето на своите вработени, како и вложувањето во наградувањето на кадрите во IT индустријата во земјава, Сивус го спроведува преку Центарот за едукација и развој, кој има свои седишта во Скопје и Охрид. Наградата ќе ја прими госпоѓа Кристина Цветанов. Повелете. Им честитаме на досега наградените, секако наградите не застануваат тука, имаме уште награди на поединци. Го поканувам сега доктор Кочо Ангјушев, како потпредседател на Стопанската комора на Македонија, да ги врачи следниве награди. А тоа е специјално признание на Стопанската комора на Македонија за развој на дуалниот модел на образование. Оваа награда ќе ја добијат 3 компании: Костал Македонија ДОЕЛ Охрид, ЛТХ Леарница ДОЕЛ Охрид и ДММ Дрекселмајер Македонија од Кавадарци. Обезбедувањето на квалификуваната работна сила, која ќе одговори на новите предизвици, треба да биде најзначајниот приоритет кон кој треба да се фокусираат сите чинители во земјата. Вложувањето во дуалниот модел на образование од страна на компаниите е потреба која во иднина ќе даде многукратен бенефит за бизнис секторот. Една од компаниите која што ја добива оваа награда е Костал Македонија, една од водечките фирми во светски рамки за производство на делови за автомобилска индустрија. Има 18.000 вработени во 21 држава на 4 континенти. Во производствениот погон во Охрид, Костал Македонија постојано инвестира во развојот на човечкиот капитал, а од особено значење е трансферот на меѓународното искуство кое компанијата го поседува. Костал Македонија е компанија која инвестира во процесот на дуалниот модел на образование. Наградата ја прима господин Виктор Мисо. ЛТХ Леарница од Охрид е компанија со традиција и добро позната на македонскиот пазар, но во оваа пригода ги истакнуваме заложбите и значајните инвестиции кои компанијата ги реализира во образовната сфера. Соработката со стручните училишта во регионот е високо на агендата на компанијата, а од активното вклучување на менеджментот во реализација на активностите поврзани со дуалниот модел на образование има бенефит целиот југозападен регион. Наградата ќе ја прими госпоѓа Марија Митановска. Дрекселмајер сте вие. А вие сте Леарница. Добро. Важно да се добие наградата, ќе се разменат во текот. Да. И следната добитничка компанија е ДММ Дрекселмајер Македонија, која што е основана во 2012 година, произведува кабелски сетови, комплетни електрични системи за автомобилската индустрија, изработени по барање на клиентот. Од самото основање, фабриката ДММ Дрекселмајер со седиште во Кавадарци доживеа импресивен развој. Денес е еден од најголемите работодавачи во земјата. Дрекселмајер Македонија од 2015 почна да обезбедува услови за практична работа за повеќе од 60 средношколци. Дрекселмајер го спроведува моделот на дуално стручно образование според германски терк и прилагодена наставна програма. Наградата ја прима господин Лукас Мугрингер. Ви благодарам, честитки и секако понатамошни успеси. Повелете. Следната награда е специјално признание на Стопанската комора на Македонија за инвестиции во странство што ќе поттикнат извозни активности на македонски производи. Оваа награда ја добива КАМ ДОЕ Скопје. КАМ ДОЕ е основан во Скопје во 1999 година како трговско предпријатие кое започна со само еден маркет во градскиот трговски центар.
Кам Маркет е првиот синџир маркети од типот хард дисконти, кои што постојат на македонскиот пазар. Денес во Македонија работат 71 Кам Маркет со 900 вработени. Кам постојано вложува во растот и развојот на своето работење. Минатата година инвестираше околу 15 милиони евра, а за оваа година се планирани инвестиции од околу 20 милиони евра. Кам маркетите се препознатливи не само во земјата, туку и во регионот, односно во Бугарија и во Косово. Досегашните вложувања за Бугарија изнесуваат 2 милиони и 500 илјади евра, а за Косово 1 милион и 500 илјади евра. Дополнителни 2 милиони евра за истражување на пазарите и слично, односно вкупно 6 милиони евра. Наградата ја доби господин Гоце Камче. Честитки. Специјално признание на Стопанската комора за инвестиции во странство, што ќе го поттикнат извозот на македонските производи, добива и компанијата Даути Комерц АД Скопје. Даути Комерц е приватна компанија која е основана во 1990 година како акционерско друштво, каде како акционери се јавуваат браќата Джемаил, Хамим и Феми Даути. Согласно растот во обем и во квалитет на работење, собствениците ја спознаваат можноста дека соработката со странските партнери и увозот на поголем број брендови, но и на домашни производи, отвора можност да се развие продажбата во соседството. Во 2000 година компанијата започнува со работа преку свое представништво во Косово, каде што во 2012 отвора собствен дистрибутивен центар со проценета вредност од околу 5 милиони и 500 илјади евра со 130 вработени. Во 2001 година компанијата го отвора представништвото во Црна Гора, во мај 2018 отвора и собствен дистрибутивен центар и управна зграда со проценета инвестиција од околу 3,5 милиони евра. Представништвото во Албанија е во сам Зародиш, со цел подобро создавање на економската структура на пазарот и успешно воведување на собствените принципи на работење, компанијата своето представништво во Драч, Албанија, го започна со инвестициски влог од околу 500.000 евра. Наградата ја прима господин Джемаил Даути. Честитки на тамошни успеси. Специјално признание на Стопанската комора на Македонија за компанија со најголем број учесници на едукативни настани во Стопанската комора на Македонија за 2018 година добиваат неколку компании. Една од нив е ArcelorMittal АД Скопје. ArcelorMittal е водечка светска компанија за челик со годишен капацитет на производство од околу 130 милиони тони. Работат во повеќе од 60 земји со објекти за изградба на челик во повеќе од 20 земји и се лидер во сите главни пазари за челик. ArcelorMittal Скопје е еден од најголемите производители на челични производи на Балканот. Како општествено одговорна компанија се вклучува во голем број хуманитарни проекти и несебично вложува во професионално усовршување на своите вработени. ArcelorMittal Скопје е компанија чии вработени присуствуваат на најголем број едукативни настани во 2018 година, организирани од страна на Центарот за едукација и развој на човечки ресурси при Стопанската комора на Македонија, и тоа со 72 учесници на 23 едукативни настани. Наградата ја прима господин Марингер Волфганг. Честитки. Ви благодарам. Специјално признание на Стопанската комора на Македонија за успешна соработка при заедничка реализација на проекти. Добиваат USAID Македонија. Во изминатите 2 години Стопанската комора оствари интензивна соработка со USAID во реализација на проектот Партнерство за подобра бизнис регулатива. Преку ова партнерство во мај 2018 се потпиша меморандум за соработка со владата, со кој се формираше комисија за јавно-приватен диалог, а до крајот на годината на релевантните министри им беа приложени 37 позицијски документи и над 60 препораки за измени на регулативата со кои ќе се поедностави работењето на фирмите. USAID ја согледа улогата на коморите во развојот на приватниот сектор и овозможи заеднички да се реализираат овие активности.
УСАИД е еден од најголемите донатори во поддршка на приватниот сектор во Македонија во изминатите 25 години и се истакнува со својот партнерски однос, со кој ги гради локалните капацитети и обезбедува релевантност и одржливост на развојните активности. Госпоѓата Татјана Марковска ја прими оваа специјална награда од Стопанската комора. Ви благодарам. Специјално признание за успешна соработка при заедничка реализација на проекти од Стопанската комора добива и амбасадата на Швајцарија. Билатералната проектна соработка помеѓу Македонија и Швајцарија датира од 1992 година и од тогаш се до денес Швајцарија е еден од клучните партнери кои го поддржуваат развојот на земјата во повеќе области. Актуелната стратегија за соработка помеѓу двете земји е фокусирана на поддршка на реформските процеси во економијата, инфраструктурата и во животната средина. Имајќи ја предвид важноста на квалитетното стручно образование за растот и развојот на приватниот сектор, амбасадата на Швајцарија во наредните 10 години ќе го помогне и процесот на системска реформа во стручното образование. Проектот Образование за вработување во Македонија, имплементиран од Стопанската комора на Македонија, заедно со швајцарскиот партнер Хелветас и Македонскиот центар за граѓанско образование, има за цел имплементација на активности и реформи во стручното образование, во насока на задоволување на потребите на приватниот сектор. Активностите во проектот се структурирани по принципот на системски приод, со кој се гарантира побрз одговор на пазарните потреби, со цел да се изврши системска промена при функционирањето на пазарот. Господинот Стефан Томагијан ја прими оваа специјална награда. Ви благодарам и ви честитам. Господинот Сафет Гергалиу е генерален секретар на Коморскиот инвестицијски форум. Тој бил експерт за маркетинг и меѓународна соработка, директор за дирекцијата за меѓународна економска соработка и подпредседател на Стопанската комора на Косово, од 2010 до 2018 беше и председател на Стопанската комора на Косово и заедно со господин Чадеш беше директно вклучен во активностите за восстановување на Коморскиот инвестицијски форум. Од неговото именување за генерален секретар на Коморскиот инвестицијски форум во јуни 2018, Гергалиу ги координира активностите за имплементација на проектите на Коморскиот инвестицијски форум и за позиционирање на Коморскиот инвестицијски форум како еден од клучните чинители на регионалните економски политики. И господинот Андреј Јовановиќ, генерален директор на холдинг компанијата Мои брендови, која ги обединува Имлек, Бамби и Књаз Милош и член на управниот одбор на Стопанската комора на Србија. Господинот Јовановиќ ја започнал својата кариера во основањето на Марбо Продукт, која во 2008 е преземена од мултинационалната компанија PepsiCo. Господинот Јовановиќ во изминатите години реализирал активности во областа на градежништвото, банкарството и во областа на угостителството и туризмот, и тој со своето действување придонесува за унапредување на регионалната економска соработка на подрачјето на Западен Балкан. Честитки и аплауз за господата. Ви благодарам.